Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Програма за измени и дополнување на програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година и точка 2 програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 2025-2027 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно. Двете точки Виктор тука ќе ги образложи повели. Може заедно двете една по една. Значи да, пошто се однесуваат на иста работа, значи за задолжувањата на општина Битола во однос на финансискиот дел, средствата значи кои што треба да се обезбедат за избор на надзорен орган во износ од 736.185 денари, значи тие се обезбедуваат од програмата за развојни планови, од точка 92, значи од средства за смирување на собраќај од предучилиштата, со оглед на тоа што таму се останати средства, после извршената јавна набавка. Сега тие средства се префрлуваат во програмата за уредување на градежно земјиште за 2025 година, во делот на надзор над изградба на високоградба. Значи тие средства планираните од развојната програма се префрлуваат во програмата за уредување на градежно земјиште. Добро, согласно за штедата, значи што е направена после јавната набавка, има средства кои што се префрлуваат во едногодишната програма. Таа е само измената. Дали има некои прашања по однос на точката? Односно двете точки. Имаме председателе, само ќе почекате 12:01 минута е. Така. Точно почнуваме ние, колега. Јас, кој ќе бидам председател на комисија, вака ќе се почнува. Повели, ако имаш прашање. По однос на точката. Има. По однос на измената, да ми кажете зошто пишува 2024, 2025, 2026 во програмата. Јас можам да ви кажам, значи, за финансиските средства кои што се предмет на оваа точка за разговор. Значи, за другите... За таа точка, за истата ви зборувам јас. Значи, таа не е предмет, мислам, на... Како не прочитајте го текстот, како почнува? Кој текст? На измената. Значи, текстот ќе ви биде образложен. Значи, не ќе да ми го образложувате, пишува измена на годишната, двегодишната програма, така? Добра. Па како пише текстот? Јас мислам, не е тоа од суштински значење за ова. Доколку разговараме за... Ќе ви кажам зашто е од суштински значење, за пари се работи. Слободно кажем. Да ви кажам, треба? Да. Добро. Доколку сакате, мислам, не. Добро, сега вие ќе не прашувате. Не, мислам, не ве Штината ги прашувам. прашува советниците. Почитувани граѓани. Вака, значи не ве прашувам. Ако имате вие, слободно кажете. Еве ви кажам ја сега. Ајде, Вие велите не е суштинско значење. Измена и дополнување на програмата на развојните планови за општина Битола период 2025-2027 година. Во програмата на развојни планови од 2025 до 2027 година се вршат измени во планираните расходи на развојните програми. Од 2025 до 2027. Програмата започнува со реализација во 2025 година. Плановите офатени со неја имаат рок за реализација во наредните 3 години, поточно заклучно со 2027 година. Значи таа е првата измена. Значи се фаќа. Планираните средства на тригодишната развојна програма изнесуваат 1.627.970.000 денари. Средствата во висина од 540.696.550.000 се определени од буџетот на општина Битола од 2024 година и се распределуваат начин како што потенцираме во прилог 1. Сега зборувавте за прилог 1? За прилог 1 зборавте? Сега зборувавме за намената, значи за анексот што е подпишан за... Дали зборувавте за прилогот 1 стои таа работа? Значи јас ќе ви... Еве го во прилог 1 стои ЈЛГ средства за смирување со браќај од пред училиштата, така стои? Добро. Па во прилог 1 то стои во 2025 година. А овие средства 540 милиони се предвидени во 2024 година.
Добро. Добро. Значи средствата од 2024 година е завршен буџетот, искористен е и сега стои во табелата 2025, а во образложението 2024. Од кај ви се средствата? Од 2024 или од 2025? Значи, овие средства што се пренаменуваат се останати за смирување од таа точка. Од 2024 или од 2025? Значи, се дали се од 2024 или 2025, слободно побарајте информации, ќе ви образложат. Барам информација, бидејќи стои за завршни одбори за спроведување на оваа програма се одговорни граначалник и Комисијата за јавни комунални дејности, одделение 1. Вие сте тие. Добро, побарајте дополнително за тоа ќе ви Ама што да побарам? информација. Зашо? Затоа што барате. Еве барам дали е 2024 или 2025. Кажете ми, во табелата стои 2025, а во образложението стои 2024. Значи вака, доколку имате било какви забелешки или во однос на тој технички оддел или пишувањето, слободно вратете се, дополнително ќе ви биде образложено. Значи, не можеме да прашаме се. Не знам дали можете или не можете. Не знаете. Председателе, можеме да прашаме? Повелете, еве, тука е... Ево, прашувам и вели, не знаел дали можеме Вика, да прашаме. пуштете, ако имате некој дополнително прашање, ќе влези во записник, ќе ви биде одговорено. Нека влези во записник, дали се овие средства од 2024 или од 2025. Добро. Андреј, запиши. Дополнителни прашања дали има? Дали има дополнителни грешки во развојната програма? Дополнителни има прашања по однос на измената на развојни планови? Во ред, доколку нема, одиме кон гласање. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, против, воздржани, 1 воздржан. Точка 2. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2025 до 2027 година. Кој е за? 2 гласа за, против, воздржани, 1. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам на сите за присуството.